Има ли крај на лицемерието на ВМРО ДПМН? За нив терминот комунист е нешто навредливо. Луѓето ги нарекуваат комуњари, а денес со свежо цвеќе се поклонија на споменикот на Јосип Броз Тито, правејќи маркетинг за гласовите на предстојните избори. Направија споменик на жртвите на комунизмот во Скопје. Ги избрка од своите простории борците на НОП, а во Тетово на крајно безобразен и вулгарен начин глумат почитување на вредностите на Комунистичката партија на Македонија, слушајќи говори стоејќи мирно пред живите сведоци на тоа време. И се тоа поради причини многу добро познати на секој граѓанин на општина Тетово. Политички маркетинг за локалните избори. Едно знаеме, политичките противници од ДПМН или не знаат ништо, или имаат тешка амнезија за случувањата на овој град. Ако заборавиле, ќе ги потсетиме. Бистите на НОП се отстранети во 2008 година, во очи на локалните избори 2009 во време на минатиот градоначалник од редовите на ДУИ. Плоштадот во Тетово е реконструиран во тој период. Тогаш на власт и на локално и на централно ниво беа, а и денес се коалицијските партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ, потпишувајќи коалиционен договор на локално ниво. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема потпишано никаков договор за коалиција на ниво на општина Тетово. Како, без никаков срам кажувате дека сме биле ние на власт, кога вие, заедно со вашиот коалиционен партнер, имате и централна и локална власт во 70 општини во Република Македонија, а ние само во 5. ВМРО, ДПМН и ДУИ, врз основа на тој коалиционен договор, има, а и денес имаат можност за делување во оваа општина во било која општествена сфера, меѓутоа не направија апсолутно ништо. Врз основа за обвинувањата за лицето Рамуш Харадинај, многу добро им е познато дека таа седница во Советот на општина Тетово, заеднички и со договор на сите македонски партии, беше напуштена од сите советници македонци. Почитуваните политички противници величаат историја на великаниот пред 2500 години и на крајно безобразен и вулгарен начин бркаат живи припадници на НОП, маргинизирајќи го нивното национално значење. Но кога се избори во прашање, истите тие лицемери денес се поклонија на споменикот на Јосип Броз Тито, свесно отфрлувајќи ја својата партиска идеологија и се разбира се со цел за собирање на што повеќе гласови, ширејќи деспотизам и лажен патриотизам. Сојузот за иднината во својата програма мощно и прецизно има разработено решение за овој проблем во општина Тетово. Се декларираат како демохристијанска партија. По ова излагање ќе го завршиме токму во духот на хријанството. Прости им, Господе, не знаат што прават кога се во очај.